Обои го светот портокалово. Вака беше насловена дебатата која се одржа на Државниот универзитет во Тетово. Целта на дебатата беше да се подигне свеста и да се запре насилството врз жените. Се дискутираше и за правата на жените и родовата нееднаквост. Ова е глобална кампања која се случува секаде во светот под портокаловата боја која треба да символизира некаква посветла иднина или иднина без насилство. Е дел од кампањата He for She 16, еден глобален активизам која се прави во рамките на делегацијата на Европската унија и семејството на Обединетите нации во Република Македонија. Ке се обидеме во оваа трибина денеска да ги вклучиме интерактивно и студентите да ги слушнеме кои се прашањата и проблемите кои нив ги мачат во однос на родовите стереотипи, дискриминацијата на жената, па се до она што е најбрутален фокус на дискусијата, а тоа е родово базираното насилство. Според Афродита Хаджијаха и Мери, експерт по родови односи, ваквите дебати се од особено значење затоа што студентите имаат можност да ги пренесат своите гледишта и идеи како да се дојде до намалување на родовата нееднаквост. Сметаме дека доста е направено во Република Македонија, меѓутоа исто така укажуваме дека има потреба за дополнителна работа. Работа која што веруваме и млади генерации на академски граѓани, кои што имат покритичен став кон нештата во општеството, може да ги потегнат, може да ги отворат како прашањата и не само да ги отворат, туку и да понудат решенија кои се иновативни решенија кон проблемите со кои се соочуваме денеска во општеството. Истражувањата кои се направени во Република Македонија покажуваат дека и тука постојат родови јазови, особено во руралните средини. Истражувањата покажуваат дека жените се дискриминирани на повеќе начини и на повеќе нивоа, особено жените од помалите средини и од руралните средини. Од тој аспект мислам дека е многу важно што тука ќе разговараме со многу млади луѓе кои што ќе можат да ги споделат нивните секојдневни искуства и да ни кажат со каков тип на дискриминација тие се соочуваат. Дебатата беше организирана од страна на Центарот за едукација и развој во соработка со UNDP и Државниот универзитет во Тетово.